Адам Лиу сакаше да го види светот надвор од неговиот роден град Таичунг во Тајван. Можноста да го направи тоа дојде пред речиси 6 месеци. Токму во тоа време мојата компанија испраќаше вработени во Соединетите Американски држави. Се пријавив да дојдам овде. Луи работи за тајванската компанија за производство на полуспроводници или ТСМЦ, најголемиот светски производител на полуспроводнички чипови. Тој е еден од стотиците работници од Тајван кои се преселиле во Феникс, Аризона. Секој ден се уште сме многу зафатени, но за различни дејности. Во Тајван масовно произведувавме чипови. Во САД не сме почнале да произведуваме во моментов, така што сме во процес на обука. Објектот е дел од агендата на председателот Бајден, кој се заложи за производство на чипови во САД, наместо да се произведува надвор од земјата. Работната сила во Феникс е составена од американци и тајванци, што доаѓа со предизвици. Навикнати сме да зборуваме на мандарински и сега мораме да се префрлиме на англиски, за да им помогнеме на американците со кои работиме, да се разбереме. Потребно е малку повеќе напор. На Џули Сани се познати културните предизвици. Таа предава англиски јазик во ова кинеска баптистичка црква во Феникс и е сопруга на вработен од тајванската компанија во САД. Работата во Тајван во споредба со работата во американска компанија не е иста. Без разлика дали се работи за некој од Тајван или работник од САД. Сите имаат одредени притисоци, затоа што треба да се навикнат на разликите во јазикот, културата и различниот начин на живење. Майкл Лин, свештеник на црквата, ја воочи потребата за часови по англиски за супружниците на вработените од Тајван. Самиот сум бил во ваква ситуација. Откако ќе се разберете, можете да комуницирате без бариери. По наставата ќе бидам позапознаена со начинот на кој зборуваат локалните жители во Феникс или разликите во културните прослави. Приливот на нови жители од Тајван донесе бизнис во ова соседство на Феникс, претворајќи ги празните станови во места за вработени во ТСМЦ. Резервираат цели апартмани и комплекси, што е одлично. Не можам да замислам да работам некаде ако немате живеалиште. Лиу вели дека му е малку здодевно после работа, но се обидува да прошета за време на викендите. Каде да одам, гледката е импресивна. Го нема ова во Тајван. Како што е сценографијата на соседната пустина, која се разликува од зелениот пейзаж на Тајван, како што мандаринскиот е поинаков од англискиот.